не јадете боранија, вие гарант не сте го пробале мојот рецепт. Засокувајте ракави и ќе правиме боранија. Еве веќе изми фишчистив жолта боранија, парчињата се прилика оваа големина. И сега ќе исечкам и кромит, морков и црвена пиперка, сакам целиот зеленчук да ми биде подготвен, за после брзински да ја зготвиме манџата и да јадеме. Сега наред за бавниот дел, на малку загреано масло го ставам целиот зеленчук одеднаш, односно кромидот, црвените пиперки, нормално и морковот, и постојано промешувам додека да подомекне зеленчукот. Сега ова го правиме многу брзински. Додавам црвен пипер, внимавам да не изгори. Додавам и мешан суп зеленчук, а тука е и шистената боранија. Додавам сол и црн бибер и боранијата и зеленчукот ги затварам, малку да подомекне боранијата, а потоа ќе додавам течности. Боранијата веќе е подомекната и сега ги додавам доматен сос, може насечкани домати или изблендирани. Ќе додавам и доматно пире и сенф, а јас обично додавам и булгур, вие може да додадете ориз или киноа. Сега тука може да додадете вода и да чекате убаво да се сварат боранијата и булгурот и да добиете чорба од боранија. Ама јас тоа ќе го префрлам од тавче и ќе го потпечам во рерна затоа што така ми е повкусно. И ова е финалниот резултат. Колку добро мириса. Заборавив да додадам лукче, додајте вие лукче. Дали ќе направите како чорба или печена боранијата, ќе се уверите дека ова е најдобриот рецепт што се го пробале. Може да искомбинирате со месо, со риба, а може и да јадете вака во постна варијанта. Направете и кажете ми дали ви се допаѓа.